На свечена седница на Советот на општина Прилеп вечерва беа доделени третоноемвриските награди. Наградите се доделуваат секоја година по повод денот на ослободувањето на Прилеп, а годинава се навршуваат 77 години од конечното ослободување на Прилеп од фашистичкиот окупатор. Седницата ја отвори председателот на Советот Дејан Продановски, кој ги додели наградите заедно со градоначалникот Борче Јовчевски. Награда за животно дело златна плакета по повод 3 ноември се додели на тројца значајни прилепчани. Илија Дамовски, истакнат општествен работник, а двајца наградата ја добија постхумно. Тоа се доајенот на македонската современа скулптура Драган Поповски Дада, кој почина пред околу 2 месеци, и бардот на прилепското и македонско новинарство Тачко Локвенец, кој почина исто оваа година. Наградите за нив ги примија членови на нивните семејства. И сега во третата доба, како председател на собранието на Сојузот на пензионери на Македонија, ќе се обидам безрезервно, несебично и максимално да го дадам својот предонес во изградбата на нашата држава Македонија. Благодарам. Символично, овие награди се доделуваат во чест на нашите херои од минатото. А Тачко пак веруваше дека секој човек е херој на својот живот и преку своето творештво го славеше прилепчаницу. Херој од нашето секојдневие. Хероите, велеше, се секаде околу нас. Само треба да се осврнеме и да ги препознаеме. Што е најважно, да ги признаеме. Времето си Немуровец содаде викавничко за овакви награди кои се дават. Дали знаеш какво е чувството и сврхата на наградата? И вика... Да не зорва пронред. Благодарам. Градоначалникот Јовчевски потсети за значењето на овој ден и тоа дека никогаш не треба да го заборавиме делото на борците од НОП, кои што ја донесоа денешната слобода. Денешниот ден е потсетување на славата за нивното дело. Денеска го славиме она што тие го замислиле и оствариле. Славиме слобода, славиме правда и демократија. Празнувајќи го овој ден, најмалку што можеме е да им се заблагодариме на нашите херои за прогресот и напредокот во современото живење. Без нив ова ќе беше невозможно. Овој ден треба да биде потсетување младите и идните генерации да не заборават каде се родиле, каде растеле и каде живеат, а да придонесат за неговото подобра иднина. Награди и плакети за празникот добија и пинг-понгарскиот клуб Младост 96, локалната акциона група Лак Агролидер за подобрување на квалитетот на животот во заедницата, Сдруженијето за правна едукација и транспарентност станица 5 од Прилеп за придонес во едукацијата на граѓаните во насока на остварување на нивните права, како и фирмата Минес Прилеп за негување на занечиството. Награди и дипломи добија и Георги Стале Поповски за достигнување во областа на книжевноста, Блага Тутеска за достигнување во областа на образованието и литературата, Круме Пиргановски за достигнување во областа на образованието и информатичката технологија, Божана Тренческа за достигнување во областа на литературата, Димче Велковски за достигнување во областа на воздухопловството, спортското и ракетно модуларство, Пуликсенија Јовановска за промоција на карате спортот во светски рамки и Јовица Нешковски, фризерот, кој што ја доби наградата постхумно за негување на фризерскиот занает.